Една од основните задачи на Информ проектот е да го прошири разбирањето на тоа како функционира процесот на европеизација во земјите кандидати со воведување на една нова микроперспектива на анализа на функционирањето на пристапниот процес, со тоа што ќе се надоврзе на веќе постоечките истражувања кои што предоминантно ги анализираат макро и мезоперспективите на тој процес преку анализа на улогата на политичките и административните елити во целиот процес. Информ на тоа надоврзува перспективата на обичниот човек, на луѓето, на обичните луѓе кои што во крајна линија се треба да бидат и главни конзументи на транспозицијата на европските правила во правниот и со нивната имплементација во општествениот живот на граѓаните. Она што наводите на ова истражување може да ни го соопштат, во некоја мера и се потврдува ова наша основна идеја да посветиме повеќе внимание на тоа како обичниот граѓанин кореспондира со процесот на европска интеграција. Наводите покажуваат дека постои сериозна тензија помеѓу ефектите кои што произлегуваат ефектите на модернизација кои што произлегуваат од процесот на пристапниот процес, процесот на европска интеграција и веќе историски етаблираните културолошки традиционални пракси кои што го редуваат секојдневниот живот на неформални пракси кои што го редуваат секојдневниот живот на граѓаните. Така да во тој контекст голем дел од евроскептичната енергија на Западниот Балкан произлегува од некаков страв дека процесот на европска интеграција ќе го загрози националниот идентитет и традиционалниот начин на живот, традиционалните пракси на граѓаните. Исто така истражувањата покажуваат дека оние граѓани кои што се повеќе склони да влегуваат во, кои што практикуваат неформални правила на игра, кои што практикуваат неформални практики, се повеќе евроскептични отколку оние граѓани кои што генерално го следат правниот поредок во државата. Така да на некој начин една од основните пораки која што произлегуваат од нодите на истражувачкиот процес на Информ проектот укажуваат дека доколку сакаме вистински да функционираат правилата кои што се транспонираат во општествениот систем на Западниот Балкан треба на некој начин да бидат адаптирани на веќе постоечките културолошки етаблирани средини во кои што самите легални норми и функционираат. Оно што овој проект го покажува е дека доколку сакаме да проработи, да профункционира овој процес на модернизација кој што произлегува од европската интеграција на некој начин, треба да посвети повеќе внимание и на наративите кои што ќе бидат пристапни до обичниот граѓанин, кои што ќе му кажат како европската интеграција може да му помогне или му помага да го подобри квалитетот на секојдневниот живот на граѓаните.